детската публика, исто така за повозрастните ученици, значи они од 6 до 8 деление. Имавме посети на Народниот театар Битола, кој што исто така ми излезе во пресред и даде придонес во одбележување на юбилеот. Може повозрастните ученици од 6 до 8 да ги проследат представите Смртта на трговскиот патник и Лејко место, значи овие неколку денови заедно со своите наставници. Денес ги имаме како гости актерите од македонски народни приказни, Шенка Колотова, Гоце Тодоровски и Владо Дочиновски. Исто така на затворањето ќе бидат присутни Солза и Смеја, значи графската група, исто така многу популарна од Битола, што значи навистина представи кои што децата ги поздравија, ги гледа со така на еден здрив и мислам дека ја постигнавме целта да им дадеме почит токму на тие храбри наставници кои што прв пат се осмелиле да направат представа на македонски. Ми ги памета само лошо. Не знам дали изгледа дека сум лоша, па зарачам лошо или тие ги прават успешно, не знам зашто. Сите ми исполнуваат лошата свекрва, таква, ѓаволот беше, жената што го муцнала ѓаволот, жената ова, жената она, сите лоши ги исполнуваат и многу повеќе ми ги паметат како само лоши да сум играла. А не си така? Не си таква, бе, не сум. Сепак ве паметниме каде што играте луѓи на добри жени, да. Се сеќавам тоа, многу пати сум го кажувала, лошата свекрва кај што игра таму, невестата кај што ја затворам, баш лоша свекрва. Што е потешко да се одигра? Лошото или доброто? Ете, колегата рече за добар глумец нема лоша улога. Мислам дека задачата наша е основна да го убедиме гледачот, дали во театар, дали вака снимена, да го убедиме дека тоа е тоа. Ако ти поверува, дали лош играш или добар, ако си го направил тоа како што треба, нема полесно по-лошо. Што работите во моментот? Во моментот, еве, ова што го гледате сега, го правиме непрестанно из цела Македонија, патуваме, играме. Сега за сега најмногу во Ѓорче Петрово, Скопје, Старото кино го направија Дом на култура, па таму имаме некои активности, имаме представи за возрастни, за деца. Се надеваме дека ќе продолжиме со снимањето на приказните, така е барем договорено, сепак не зависи од нас, мислам, ние сме тие што треба да не побараат, чекаме да не побараат. Се одложуваат тие снимања веќе со месеци, ние не знаеме да снима се уште. Се надеваме дека ќе снимаме. Тоа што го играме и што го правиме, со тоа сакаме да оставиме некаква порака. Така и оваа представа денеска, представата е работена според македонска народна приказна и се вика Итриот и завидливиот. Сега пораката на представата е тоа дека човекот не треба да е лаком, дека не треба да е завидлив, дека треба во секој случај, значи, основната филозофија што е кај приказните доброто и злото и дека доброто на крај победува и дека едноставно треба да бидеш праведен како човек. Колку е лесно или тешко да се игра во македонските народни приказни? Како актер, кои се предизвиците да се игра во театарска представа, во македонски народни приказни или пак во филм? Добро, сите тие тоа се три различни работи и секое нешто си има и своја убавина, и своја тешкотија, и своја леснота. Сега баш за приказните велики почнавме, за мене не представуваат никаква тешкотија, затоа што тоа го правам со задоволство. Значи, едноставно кога ги работиме приказните, мене ми е душно ги појде. И затоа, да речам и тоа може, мислам, главно се познава за... Сум живи здрави. Па јас негде по моја проценка имам изиграно близу 500 приказни. 80% да речеме сум изиграл тие приказни во македонската телевизија. Доста после тоа изиграв за Сител и нешто го изигравме за една приватна телевизија во Охрид, знам дека бројот негде се ближи до 500 приказни македонски. Не е едноставно да се снимат, имате голема бројка, ни кажате, која ви беше
беше најдобро? Приказна? Па и од улогите кои што ги имате играни. Па не можам да ти кажам право, јас и кој ќе гледам некоја приказна што се снимени, она дури не се ни сеќам кога се снимени, нормално и годините си го правят своето, јас сум таму сум многу помлад и јас секоја доба на моето живење јас имам играно пред приказни, така да не можам да одделам, не на мене сите ми се приказни, така како што и на гледачите, и на деца, и на возрастните, сите се драги, не можам да одделам ни една приказна, затоа што ете така, сега сум се реализирал многу во моја животна професија, така да не можам да одделам ни една приказна. Само ако може некој од гледачеве да оддели, баш би било право да кажи во која приказна најмногу се идентифичувам, јас знам дека во сите приказни добро сум ги изиграл и затоа се уште трајам. Си дојде еден стар печалдар и ми рече: ти го видов синот, жив и здрав, те поздрави многу, така рекол, поздрави ја мајка и кажи дека бргу ќе си дојдам. Леле, од кога ми кажа дека бргу ќе си дојде, јас безден само вамо гледај, таму гледај, ме здоболе веќе вртејки се на сите страни да видам, а знам само од една страна доаѓаат печалдарите и од таа страна одат, ама јас од што сакам да си дојде, да си дојде еднаш и да не оди веќе. Браќата негови отидоа преку море, и не се вратија и нема да се вратат, ни запусте селото, се испразни вака. Ако се врати, за да не оди,